Isuse Hrisте, јас те љубам до небо. Isuse Hrisте, јас те љубам високо. Isuse Hrisте, јас те љубам срцево до Божјо царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Господи Исусе Христе, зборува и денеска низ мене. Употреби ме за Твоја слава. Ти прави ги делата, Ти оживеј ги во дух Твоите живи слова, да ги допрат сите оние кои се жедни, бедни и жедни по дух, кои ја бараат љубовта, кои ја бараат причината и последицата. Зошто сме ние овде доле, паднати на земјата? Зошто сме вавилонци што градиме кули до небесата да се искачиме на другите? Зошто сме како Адам, јадеме од дрвото на познанието на доброто и на злото? Зошто сме непослушни кон Бог? Зошто сме паднати на земјата како сатаната, а земјата е наречена долина на сенка смртна? Она ми дава сила. Има еден стих кој вели: без мене, Исус вели, не можете да направите ништо. Што подразбира тој на тоа ништо? Па ништо од она што сте вие. Човекот по ништо не се разликува од животните. Воден е, влечен, греши, мрази, убива свесно животното, инстинктивно, пазете. И во проповедник е пишано дека синовите човечки по ништо не се разликуваат од животните. Татко мој, зборува и денеска низ мене. Те сакам, Ти благодарам. Се радувам што и денеска во моето срце си Ти. Ја прифаќам Божјата волја, Отецот на Отецот Небесен. Знам дека имам Татко Небесен кој создал се. И дека на земјата сум дојден само да научам да љубам и да се вратам во Божјото Царство Небесно. А патот за враќање е Исусовиот пат. Тоа подразбира дека Матеј 5, вие сте солта на земјата. Значи, ние сме солта на земјата. Значи, тоа што треба конечно да засоли. Но ако солта го изгуби вкусот, ако заборавиме кои сме и што сме. Знаете, праведниот Лот, жената се врти, тој духот, ангелите и велат да не се врти за Содома и Гомора. Да нема носталгија за земјата. Таа се врти и се претвора во сол. Пази, но што ќе се соли? Ако солта го изгуби вкусот, ако вие не знаете кои сте и што сте, живеете само за себе, по извесен период ќе разберете дека се е суета. Дека вие веќе немате сили. И ќе сватите дека силата е Негова во молитвата на гората. Твое е царството и царството е Негово. И силата е Негова. И славата, и вие немате ништо. И вие сте кал земја. Значи, солта веќе не е за ништо, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Тогаш си ти кал земна. Тогаш си ти земја. Вие сте светлината на светот. Ние би требало да сме светлината, зашто во секого од нас е духот на нашиот Отец. Тоа е мало пламенче, кое се гаси, ако не го распламтиме нашиот духовен човек. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. О, еден од оние текстови кои ми влезе во срцето, навистина, и го научив наизуст, имам потреба да го зборувам. И сеќавав и тогаш, уште не ми беше јасно до крај, не бев толку многу разбуден во Исуса.
Сеќавав дека внатре има сила. Со театарот Скрби и утеха игравме представи ние за Едисонце и поместувавме текстови од Светото писмо. И знаев дека еден ден ќе го зборувам. Јас секогаш го играв Александар Македонски, други улоги. Колегата Страшко ги зборуваше тие, но јас сеќавав дека во нив има некоја сила, дека тие се живи. Слава ти Господи Исусе Христе. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светило се пали и става под поклопец. Значи, ние сме дојдени овде да бидеме ловци на луѓе, да сведочиме за Исуса. Тие што сакаат да слушнат, тие што има уво за слушање, око за гледање и срце да се покае и да разбере кои сме и што сме и зошто сме паднати на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе, ниту пак светило се пали и става под поклопец, туку на свекник, да им свети на сите вкуки. Вие треба да бидете светлина на светот. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, ако сте во Исус. За да ги видат вашите добри дела. Значи, треба да светите како светлина на светот, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават не себе си, вашиот Отец, мојот татко, кој е на небесата. Значи, нашите дела. И има во едно, не треба да правите вие никакви дела. Дела на љубовта подразбира како се однесуваш ти со некој брат кој има потреба. Имам еден сотрудник, поминал низ искушенија и полека се крева и се јавува секој сабајле, има напади панични. По извесен период почнав да се нервирам, по 100 пати на ден сакам молитва. Молитва со мене, па со други двајца, па целата група се моли за него. Додека него сваќаш тоа дека тој е беден по дух, него му треба помош. И ние се молиме, и тој полека се крева. И секогаш зависи од вас дали ќе станете и ќе одите, или ќе овкате и ќе лелекате, и тоа што го зборувате и мислите, тоа ќе ви се случува. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Пазете, љубовта е исполнување на законот. Љубовта кога ќе преплави во вашето срце, љубовта кога вие сите ќе ги љубите и непријателите ваши, ќе љубите како Исус што љубеше, со смрт на крст до крај ги љубеше и рече прости им, татко. Не знаат што прават и вистина не знаат што прават. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата. Зашто ќе има момент кога веќе нема да постојат. Нема да постојат, дури постојат небото и земјата. Ниту една буква или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. Он вика јота. Кој закон? Па тоа што го правиш кон другите ќе ти се прави тебе. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Мерката со која ги мериш другите е мерката која се мериш себе си. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Значи, ако ги љубиш другите, и ти ќе бидеш љубен. Од луѓето и од Отецот Небесен, од Отецот Небесен и од ангелите. И така оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно. Пазите, љубовта е исполнување на законот. Ако ти излезеш од царскиот закон на љубовта и не љубиш, тогаш ќе ти се суди според делата, око за око, зап за зап. Те сакам, Господе Исусе Христе, нема да биде пријатно. По извесен период, се она што си го правил ти или твоите предци, ќе почнеш да го отплакаш ти преку твоето тело и преку твојата душа. Те сакам, Господи Исусе Христе, другиот пат е да клекнеш на колена пред Исуса, да побараш прошка и да му дозволиш на Исус да живее во твоето срце. Тој голем ќе се нарече во Царството Небесно, што ќе ги исполни, и Матеј 5:20, зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите. Праведност на книжници, фарисеи, садукеи, писпозданци, тие што го знаат Словото, тие што водат,
и кој го распна Исуса. Значи, ако вашата праведност не ја надмине нивната праведност, ти имаат собствена праведност, вие нема да влезете во Царството Небесно. Не ја барај својата правда. Божијата правда. Бог отплатува. Бог е судијата. Исус ке суди на сите. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред тебе и пред небото. Одиме понатаму, сте слушнале дека им било речено на старите: не убивај, а кој убие виновен е пред судот. Во 1 Јованово вели: кој не го љуби братот свој, тој е човекоубиец. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина, а каква причина имаш ти да се гневиш, виновен е пред судот. Оној што ќе го нарече брата си празноглав, виновен е пред Синедрионот. Оној што ќе го нарече будала, виновен е за во пеколот. Брата си, а кој е твојот брат? Па секој што е во потреба. Знаете, затоа добро треба да размислиме, да имаме стражар на устните своји, што зборуваме, дали осудуваме, како осудуваме, што правиме со зборовите, зашто во зборовите има живот и смрт. И тоа што го зборувате, тоа ќе ни го даде. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, прости. Остави го дарот таму пред жртвеникот, па оди и најнапред помири се со брата си. Помири се со брата си. Прости, не осудувај. Битни моменти на христијанството. Колку многу луѓе одат во црквите, слушаат, читаат, не простуваат, не се помирени. Потоа дојди и принеси го дарот твој. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Помири се со братот. Оди прости. Измири се со противникот твој навреме. Уште додека си на пат со него, или прости му веднаш и моли се за него. Да не те предаде противникот на судијата, судијата на слугата и да бидеш фрлен во затвор. Вистина ти велам, нема да излезеш оттаму се додека не ја дадеш и последната пара. Ние зборуваме за систем на спуштање на отпорот и дејствување во љубов. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Љубовта е исполнување на законот. Но дали ти можеш да љубиш самиот? Не можеш. Но ако му дозволиш на Исуса да дојде и да живее во твоето срце и во моето срце, тогаш ти ќе ги љубиш сите и тогаш ти ќе чекориш кон духовниот човек. Ќе почнеш духовно да се движиш кон Божјото Царство Небесно. Сте слушнале дека на старите им било речено: не прелюбодејствувај. Знаете што значи овој збор? Велиш дека си во Исуса, осудува. Што е прелюба? Велиш дека си во Исус, не простува. Што е прелюба? Исус прости и не осудуваше. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба кон неа, тој веќе извршил прелюба со неа во срцето свое. Знаете, мислите се тие кои се материализираат во вашата душа. И затоа треба секоја мисла да биде покорна на Исуса Христа. Потоа можеш да му кажеш на сатаната: бегај од мене, сатано. Ако те соблазнува десното око, и извади го и фрли го од себе. Зашто подобро ти е да погине еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот. И десната рака, ако те соблазнува, и сечи ја и фрли ја од себе. Зашто подобро ти е да изгубиш еден дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Знаете, нешто те соблазнува. Откажи се од тоа. Барај помош од Исус. Ти доаѓаат некои мисли: бараш помош, си исповедуваш: Исусе, не можам ова да го решам сам, помогни ми. И ќе исчезне. Мораш да го признаеш, да го исповедаш греот. Секоја помисла на нервоза кон колегите, кон луѓе што не мислат добро кон тебе, излегуваш од законот на љубовта. Те излегуваш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Ти благодарам за се. Речено било исто така: ако некој ја остави 5:31 Матеј својата жена, нека и даде разводно писмо.
Светото писмо секогаш зборува на телесно ниво, на душевно и на духовно. А јас пак велам, секој што ќе остави својата жена, подразбира жена, душа, жена, црква, заедница, држава, освен за прелюба. Ако таа не те љуби, ако нема љубов, ништо не си. Тој ја тера да прелюбодействува и тој ќе се ожени со така напуштена, тој прелюбодействува. Дали треба да прекинуваш состојби или да чекаш водство од Исус, кога постапуваме по својот ум, се случуваат состојби кои потоа ќе треба да ги одживееме, да ги отплатиме. Сте слушнали што и тоа дека било речено на старите: не колни се лажно. За клетвите пред Господ исполнувај ги. Ке кажеш нешто, кога ќе биде тоа, ќе го направам тоа. И се случува сега тоа, и ти не го правиш тоа што си го ветил, и ќе те подсети, ќе ти дојде мисла, ќе ти дојде чувство, ќе ти дојде болка во телото. Си го ветил тоа. Си го ветил, значи еден другар, сотрудник наш, ветил ако имам средства ќе помагам на тие што се во потреба. И сега одеднаш тој има средства, значи тој ми го раскажува, сотрудник од нашата заедница, и одеднаш почна, му доаѓа мислата и се сеќава што се ветил и почнува да дава и да дарува на секаде. Ете така се расне во љубовта. За клетвите пред Господ исполнувај ги. Јас пак ви велам, не колнете се воопшто ниту во небото, зашто тоа е престол Божји, ниту во земјата, зашто тоа е подножје на нозете негови, ниту во Ерусалим, отие град на великиот цар. Пазете, кој Ерусалим? Земниот или небесниот? Кој цар владее на земјата? Не е тој цар, кнезот на овој свет. Добро треба да се размисли кому му се поклонуваш. Само на Господ мојот Бог му се поклонувам. Нашите политичари се поклонуваат на една сила и ние сакаат да не завладее таа сила, сатанска доктрина. Но народот рече не. Не на референдум. Не сакам да го променам името, тие го променија. И што ќе се случи? Од платата ќе биде плач и крцкање со заби. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не колни се ниту во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно да направиш бело или црно. Слава ти, Господи Исусе Христе. Но зборот ваш да биде да, не, а се што е повеќе од тоа од лукавиот е. Ветрот дува каде што сака. Мир во името на Исус. Значи не можеш ниту едно влакно од главата своја да направиш бело или црно. Ти не можеш да направиш ништо, човеку. Ти не можеш ништо да направиш. Без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Ништо, само се движиш физички натаму наваму, додека не ја изгубиш силата. И потоа си на исто ниво како и животните. Значи, билките, минералите не се движат, внатре се движат. Тоа е внатрешно движење, протони, неутрони. Животното и човекот се движи физички. Ти треба да се движиш духовно, по Исус, по патот на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не, да, не, а се што е повеќе од тоа од лукавиот. Дали можам да речам не на тоа што не е добро и да на тоа што е добро? Исус кога ќе ми рече да, моето да биде да, моето не да биде не. Те сакам, Господи Исусе Христе. Сте слушнале дека е речено? Матеј 5:38. Вака се живее без Исус. Око за око, зап за зап. Се што си направил ќе го отплатиш. Биди сигурен во тоа. Сите го знаат тоа. И будистите, и муслиманите. И сите христијански заедници, и атеистите знаат. Кога ќе почне да му се случува лошото, знае зошто е тоа. Но има гордост и не сака да се покае. Око за око, зап за зап. Јас пак ви велам, не противете му се на злото. Не противе, спушти ја главата. Победи го злото со добро. Не противете му се на злото. Ако некој те удри по десниот образ, те сакам, Господи Исусе Христе, заврти му го и другиот. Можеш ли да го направиш тоа? Самиот не. Кога почнав да го правам тоа, растам во љубовта. Но барам помош, Исусе, јас не можам да го решам ова, дојди во моето срце и помогни ми. Ти зборуве низ мене.
Христијанство е кога ќе му дозволиш на Исус да живее во твоето срце. И Он да зборува, Он да ги врши делата, не ти што сакаш да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото и да бидеш изгонет како Адам и да бидеш смртен. А оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и наметката. Ако некој те присили да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му. На оној што бара од тебе, дај му. Дали го правиш тоа? И не одбивај го оној што ти сака нешто назаем. Не знаеш кој бара. Не одбивај го оној што ти сака нешто назаем. Тој подразбира дека треба да се одврзуваш од материјалниот свет и да размислуваш духовно. Бесплатно добивте. Те сакам, Господи Исусе Христе, бесплатно давајте. 5 Матеј 43 сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. Љуби го своите си ги сакам, никого друг не сакам. И мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Ете, тоа е христијанство. Уште еднашка. Љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Имате ли сили за ова? Немате. Единствена шанса, можност е Исус да дојде на сите што го примија, да го примите Исус во срцето. И Тој да ви даде сила. И тогаш ќе ги променувате состојбите. Ќе го победувате злото со добро, ќе дејствувате во љубовта и ќе го исполнувате законот. Те сакам, Господи Исусе Христе. За да бидете синови на вашиот Отец Небесен, треба да постапувате како Исус, да чекорите во љубов, да простувате, да не осудувате, да љубите, да се покаете, да љубите како Исус, ближниот свој, како себе си што се љубиш. За да бидете синови на вашиот Отец кој е на небесата. Дали знаете дека имате Татко Небесен, дека сите сме негови деца? Зашто Тој со своето сонце ги грее и лошите и добрите и им праќа дожди над праведните и над грешните. Зашто ако ги љубите само оние што ве милуваат вас, така си ги љубите. Каква ќе ви биде наградата? Зар не го прават тоа и митниците, цариниците, фарисеите, садукеите, писмознанците, тие што седнаа на Мојсеевиот стол и ги владеат црквите и заедниците, и го распнаа Исус, и секој ден го распнуваат Исус, и прават прелюбодејство, бидејќи осудуваат, не љубат, не простуваат, а велат дека се во Исус. Те сакам, Господе Исусе Христе, мир вам до Божјиот Царство Небесно. И ако ги поздравувате само браќата своји, што особено правите? Не постапуваат ли така и незнабожците, но вие бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен? Повикани сме на усовршување. Исус им вели: бидете свети, како што јас сум свет. Светлина, светло, сол на земјата. Чекорење, љубење, постапување како Исус. Тој ќе ви даде сила, ако му дозволите, ако му се предадете, ако се крстите со крштението со кое тој е крстен. Отецот во дух да живее во вас и да ја испиете горката чаша и да не марморите. Гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, себе праведни, за да бидете забележани. Инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. Те сакам, татко мој. И така, кога даваш милостина, не разгласувај пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти кога даваш милостина во се,
да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна и тогаш твојот Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Тој знае што имаш ти во срцето. Те сакам, Господи Исусе Христе, а ти кога даваш милостина кон се, милост сакам, а не жртви. Милост сакам. Што подразбира тоа? Да не знае твојата лева рака што прави десната. За да биде твојата милостина во тајност и тогаш твојот Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Татко мој, во името на Исус те молам за сите оние што ги слушаат овие слова, да им се отворат во срцето и во умот, да разберат што значи да се следи Исус, што значи да се откажеш од сопствената грешна природа, што значи да му дозволиш на Исус да те обликува во љубовта, што значи Духот да те води да бидеш син Божји, што значи да бидеш миротворец. Блажени се миротворците, зашто тие да го твориш мирот на Исус, да го победуваш злото со добро. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат да бидеш во мирот Исусов, тие ќе се наречат синови Божји. Ти благодарам што и овој ден ме употребуваш за Твоја слава, ми покажуваш како се чекори во љубовта, ме научи да им простам на сите, да ги љубам сите, да се покајам, да чекорам по тесната патека на духовната љубов Исусова. Кон Тебе, Татко мој, мир вам до Божјо Царство Небесно. Останете во Исусовата љубов. И не заборавајте, без Него не можете да направите ништо, ќе ви помине животот, ќе овкате, ќе одите во земја и на суд, а нема да ја научите лекцијата, училиштето, факултетот, докторатот на Исусовата љубов. Затоа сме дојдени овде, затоа сме паднати, да се љубиме еден со друг, како што Тој не возлюби. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Но само ако чекорам по духовната патека на Исусовата љубов. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.